Здраво, драги другарчиња! Најпрво да ви се представам, јас сум Гордана Стојанова, воспитувач во детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Се надевам дека сте убаво сместени во вашите домови заедно со вашите семејства, подготвени за уште една интересна сказна. Сказната за рибарот и златната рибка. Си бил еднаш еден старец и си живеел со својата бабичка покрај морето во една стара куќичка. Еден ден старецот отишол да лови риба. Ловел и оп, се фатило на јадицата златна рибка. Да, дечиња, убаво ме слушнавте. Златна рибка. Таа рекла: Пушти ме, рибару, и ќе ги исполнам сите твои желби. Старецот се исплашил и веднаш ја пуштил рибата во морето. Потоа си отишол дома и раскажал на својата жена, а таа пак се развикала: Ох, старо едно будало, како немаш ни една желба, да си побарал барем едно корито, нели гледаш какво е нашето целото искршено? Оди повторно кај таа твоја златна рибка и да побараш барем едно коридо. Ме слушнали? Така старецот, видел, не видел, отишол крај морето и ја повикал рибката. Рибко, рибко. Рибката се појавила. Повели, рибару, повели. Рибко, мојата баба имала желба за едно ново корито за перење алишта. Во ред е, старецу, во ред. Оди си дома, ќе биде исполнето. Кога отишол старецот дома, има и што да види. Новото корито. Но бабата пак целата разлутена, развикана и незадоволна. Ах, бре, мое старче будало, зарем со едно корито ќе се задоволам јас? Оди кај таа твоја златна рибка и да побараш една нова голема куќа. Зарем не гледаш во каква колиба живееме? Веднаш да си отишол. Старецот видел, не видел и веднаш тргнал крај морето. Рибко, рибко. Рибата се појавила. Повели, рибару, повели со твојата друга желба. Рибко, мојата друга желба е да имаме голема и убава куќа. Таква сакала мојата баба. Во ред е, старецу, во ред. Оди си ти, желбата ќе биде исполнета. Кога си тргнал старецот на кај дома, одел, и оп, не ја препознал својата нова куќа, голема, убава, а пред неа бабата стои и повторно развикана. Ах, старче, будалче, празна главо, мислиш ли дека сега сум задоволна? Не и не. Погледни ме убаво во какви алишта сум, целата сокината, закрпена. Оди кај таја твоја златна рибка и да побараш, господарка да станам. Дотерана,
убава, во убави фустани, накитена. Старецот видел, не видел, тргнал пак до морето. Рибке, рибке. Рибата се појавила. О, старецу, пак тоа си ти. Кажи, повели старецу. Рибке, те молам, желбата на мојата баба е сакала да стане господарка со убави фустани, накитена. Оди си дома, старецу, и не грижи се, ќе биде исполнето. Кога тргнал старецот да си оди дома, оди и гледа, не, тоа не е бабата, тоа била господарка убава, накитена во убави фустани. А таа му рекла: кој си бре ти? Кој си? О, мислам дека си будалото старче. Јас со такви луѓе не сакам да се дружам. Извалкани, скинати, не. Но, по некое време, се сожалила господарката и го примила старецот во замокот, но како конјушар. Да, убаво ме слушнавте. Како конјушар кој ќе се грижи за коњите во дворецот. Желбите на алчната баба тука не престанувале. Таа посакала и царица да биде. Така и се случило. После некое време, царицата го повикала старецот. Старецу, дојди веднаш. Повели, царице, повели. Слушај ме ваму, старецу. Веднаш да си отишол до таа твоја златна рибка и да ја побараш следната желба. Јас да станам господарка на морето, а таа моја верна слугинка. Леле, царице, те молам, не барај ја таа желба, па тебе златната рибка и премногу ти даде. Те молам, царице. Слушај ме добро, отвори уши кога ти велам, веднаш да си заминал кај златната рибка. Старецот видел, не видел, тргнал на кај морето. Рибко, и рибката се појавила. Повели старецу, добар рибаро, повели. Рибко, не знам како да ти ја кажам, но морам да ти ја кажам оваа желба. Мојата царица сакала да стане господарка на морето, а ти нејзина верна слугинка. И тогаш златната рибка плеснала со својата златна опашка во водите и запливала во длабоките води на морето. А старецот, целиот растажен и растреперен, се вратил дома во својата куќа. Кога ќе види, тоа не биле големите замоци, туку неговата стара колиба, а пред неа бабата, расплакана целата, со искршеното корито пред неа. Бабичке, да не беше толку алчна и несебична. Сега можеше да имаш се, но ти посака многу желби, па и господарка на морето да си станала. Па не може така, бабичке. Рибката се налути и сега ги изгуби
сите желби. Така, деца, мислам дека од оваа приказна можеме многу да научиме. На овие сликички ги гледаме дечињата, кои исто како и возрастните може да се однесуваат како бабата во приказната. Да бидат себични, да не споделуваат со другарче, да сакаат да задржат се само за себе. Но така не е убаво, деца. Мислам дека од приказната заклучивме и научивме дека ако сакаме да бидеме добри деца, добри другарчиња, добри луѓе, треба да бидеме дарежливи, несебични, да споделуваме, да се сакаме, бидејќи така животот е поубав. Се надевам, дечиња, дека уживавте во оваа прекрасна приказна. Останете ми во добро здравје, вие и вашето семејство, и се гледаме